денешен настан. Оваа државна изборна комисија во својот краток мандат од скоро 6 месеци на крајот на овој месец имаше еден предизвик уште на почетокот на својот мандат да се соочи со брзо организирање и спроведување на референдум, за кој што оценките барем на јавноста се дека беше добро организиран и спроведен. Ние нема да се фалиме како сме го спроведеме, меѓутоа ќе продолжиме да работиме. И после тој референдум се одлучивме да направиме анализа на сето она што треба да се направи во идниот период, а и согласно член 219 од изборниот законник, кој што ни дава обврска да изготвиме анализа за можноста од спроведување на нови технологии, односно користење на нови технологии во изборните процеси на Република Македонија. Ние нам дека не може тоа да се направи веднаш, не може да се направи избрзано, не може да се го ведат за наредните веќе избори кои што следат овие нови технологии, меѓутоа исто така ни е јасно дека треба да почнеме да го правиме тоа и затоа го правиме овој прв чекор на кој што се поканети експерти кои што на сите вас ќе ви објаснат. Минатото потврдило дека многу изборни циклуси во Република Македонија од неколку аспекти биле подведувани под некаков знак на прашалник. Тоа повеќе било од аспект на политичките оценки, помалку од аспект на техничките, но секако техничките биле оние кои што биле клучни за давањето и на било каква поинаква оценка и друга оценка за изборите. Сите овие забелешки кои што ги дава релевантните меѓународни организации кои што ги наблюдуваат изборите, ОПСЕ, ОДИХР и секако сите останати, секако се земени во предвид во секој нареден изборен циклус, во насока на коригирање и, повторно ќе кажам, зголемување на довербата на граѓаните во изборните процеси. Овој предизвик пред кој што се исправа и Република Македонија и секако моделот на избирачкиот систем, секако предизвиците од аспект на можни измени на изборниот законник, не исправат и пред ова дебата на која што денеска присуствувате, а тоа е воведувањето на новите технологии во самите избори.